Прекршена е процедурата со законот за јазици. Виновен ли е премиерот или председателот? Дилема на првиот председател на Македонското собрание Стојан Андов. Мислам оти требаше да се има трпение и да се обезбеди една темелна и неспорна процедура за неговото достанување. Ова што сега настана е резултат на невнимание, подценување на правниот аспект на процедурата и нејзината сила, пред се феноменот и институцијата на амандманите. Ако не се расчисти тоа прашање, не можеме да знаеме дали председателот на државата или премиерот ја прекршил процедурата. Тоа треба да се знае. Во однос на спорот со името и преговорите со Грција, Андов со следниот став. Мислам оти за сега нашите органи, пред се премиерот Заев и министерот за внатрешни работи, правилно во согласност со интересите на државата и на народот, ги објаснуваат своите ставови и своите предупредувања што не можеме да прифатиме. Ако останат на таа линија која сега ја имат, ако не се поколебат во тоа, мислам че имат важна историска улога во нашата иднина. Што се однесува до предпоставките дека се подготвува терен за формирање на така наречена малцинска влада, Андов го кажа следново. По овие важни работи по кои сега се работи, че треба една комплетна влада, не малцинска влада, со посилна поддршка. Да видиме што следува сега. Инаку, мислам оти ова влада со одредени пропусти кои ги има, макар и малцинска, подобра е од некоја друга малцинска влада или некоја друга влада со мнозинство. Инаку, Стојан Андов денес во Штип ја промовираше својата дведецениска публицистичка, мемоарска и книжевна дејност, собрана во 4 монографии под заедничко име – Политички студии и сеќавања.